Боже истини же безвеси, сја исполняе сокровиште благих и жизни подателju, приди и сели се в неот чистинот секија скверни, спаси, блаже души наша, слава от Синот и тому Духу и ни присно веки веков. Амин. Господи, помој, Господи, помој, Господи, помој. Господи, молитваме им Светога апостола Матеј, се светих, помилуј нас и спаси нас. Амин. Денеска ќе продолжиме со 4-та глава од Евангелието според Матеј. И мислам дека темпото ќе биде малце поинакво, се надевам подобро. 4-та глава почнува со овој стих. Значи, предходното нешто што го слушавме беше 3-та глава, каде што се работеше за крштевањето на Исус Христос. И продолжува 4-та глава. Тогаш Духот го одведе Исус во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И толковачите велат, седи Теофилак Охридски, учејќи не дека по крштението пред се треба да очекуваме искушенија, Исус бива одведен од Светиот Дух, бидејќи тој ништо не правил без Духот. Бива одведен во пустина за да ни покаже дека ѓаволот ни искушува тогаш кога ќе види дека сме сами и дека не добиваме помош од други, и затоа не треба да се откажуваме од советите на другите и да се подпираме самите на себе. А ѓавол, односно клеветник, се нарекува затоа што го клеветал Бога пред Адам, кога му рекол: Бог ви завидува. Тој денес клевети на добродетелта. Кај свете Теофилак Охридски е карактеристично тоа што со малку зборови кажува многу. Бидејќи некои од овие работи повторно ќе ги повториме, нема да се задржувам многу на нив, но само ќе кажам дека две работи тука се доста битни, а тоа е дека Исус не прави нешто, да кажам така грубо, нели на своја рака или без согласност, без Светиот Дух. И затоа се вели Духот го одведе Исус во пустина. А второто е тоа дека веднаш по крштевањето логично е да очекувам искушенија. Но ова ќе се навратиме понатаму кај другите толкувачи. Следен толкувач, Свети Јован Златоуст, вели како што Христос се правил и се трпел за наша поука, така и сега допушта да биде одведен во пустината и поставен во борба со ѓаволот за никој од крстените, ако му се случи по крштението да претрпува уште повеќе од претходните искушенија, да не се вознемирува како да е тоа нешто неочекувано, туку мажествено да го поднесува секое искушение како највообичаено нешто. Не си добил оружје за ништо да не правиш, туку за да се бориш. Ете зошто Бог не попречува да бидеш посетен од искушенијата. Но најпрвен тој ги допушта за да познаеш дека си стана многу посилен. Второ, за да пребиваш во смирение и да не се превознесуваш со величието на даровите, гледајќи дека искушенијата може да те смират. Трето, за лукавиот дух кој се уште се сомнеа во твоето отстапување од него, гледајќи го твоето трпение во искушенијата, да се увери дека ти сосема си го оставил и си отстапил од него. Четврто, за преку тоа ти да станеш потврд и посилен од секое железо. И пето, за да добиеш јасно сведоштво за на тебе доверените ризници. Всушност, ѓаволот не би ти се доближувал кога не би видел во тебе повисок степен на чест. Затоа и во почетокот тој се подигнал против Адам, бидејќи го видел украсен со високо достоинство. Затоа се вооружил и против Јов, кога го видел овенчан и прославен од Господа на сите. Зошто ќе прашаше речено: молете се за да не паднете во искушение? Тоа е во Евангелието според Матеј 26 глава 41 стих. Затоа и ти кажува евангелистот дека Исус не појде самиот, туку беше одведен во пустината по Божја промисла, со што се покажува дека и ние не треба сами да се впуштаме во искушенија, но кога ќе се случи да сме вовлечени во нив, тогаш треба да стоиме мажествено. Светот Јован Златоуст се надоврзува на ова што претходно кажав и малку го проширува. Значи, претходно толкуваш вели
треба да очекуваме искушенија и еве зошто треба да очекуваме искушенија, бидејќи имаме добиено големи дарови и демонот завидува на тоа и доаѓа да кажеме така, да не ограби од тие Божи дарови. Исус Христос, почнувајќи со јавно служење, бил искушен од ѓаволот и секој човек, колку повисоко е неговата служба, толку посилно тој е подложен најпрви на напади од ѓаволот, затоа што тој последниот се труди во самиот почеток да го уништи тоа благотворно расположение што може со текот на времето човекот да го земе на себе и да го произведе во општеството. Значи, ово вели светот Јован Кронштадтски, кој што вели дека не само во однос и на конкретните духовни дарови, туку и за полза на другите луѓе, ако некој човек нешто може да направи, демонот завидува и сака во самиот зародиш тоа да го спречи, тоа да го уништи. Следниот толкувач, кој што е Свети Ефрем Сирин, вели: го одвел во пустината Светиот Дух, на кого, како и секогаш, не сака да му се противи, за тие што го слушаат да не паднат со духот, мислејќи дека Исус не стапил во борба со својот искушувач затоа што немал сили да го победи. А особено и за некој од неверните да нема повод да каже дека духот е подоцнежен и понизок од синот. Значи, го слуша Светиот Дух затоа што и со тоа покажува дека не е над Светиот Дух. А некој да не каже дека не може да стапи во борба со својот искушувач, затоа и бива подложен на искушение. Затоа што ако Христос не бил подложен на искушение, некој ќе можел да каже: ете, тој бил заштитен од оние проблеми со кои што ние секојдневно се соочуваме. Но не е така, не бил заштитен, бил изложен на сите проблеми и ги победил. И понатаму вели Свети Ефрем Сирин: кога само би го вовел на борба и во битка, а не и на чест и покој, тогаш би бил можеби правилен сомнежот на оној кој спорат со тоа. Но ако духот е понизок од синот, тогаш зошто на духот му е дадена власт да го изведува во пустина? Тој се покажал себе си како оној што има таа власт со тоа што го одел во пустина. Значи, тука кажува две работи. Едно е тоа дека не го вовел само на борби, на битка, туку и на спокојство. Со тоа се покаже неговата власт. И втората работа што се кажува е дека духот не е понизок од синот, затоа што кога би бил понизок од синот, не би можел да го одведува во пустина. А дека духот го одел во пустина имено заради искушување од ѓаволот, а не заради некоја друга причина, тоа е истото она што на друго место се кажува: никој не може да влезе во куќата на силниот и да го ограби, ако најпрви не го врзе силниот, и тогаш ќе може да ограби неговата ризница. Значи, го врзал силниот и го победил во неговиот дом, а потоа почнал да проповеда. Освен тоа, ни го открил патот на постот, за ние со негова помош да можеме да ги победуваме сатанските прелести. Тука Свети Ефрем Сирин се осврнува и на она што следи понатаму Евангелието, затоа што не само што го одведе во пустината духот, туку Евангелието продолжува. И откако постеше 40 дена и 40 ноќи, најпосле огладне. Значи, тоа е тоа што кажа Свети Ефрем Сирин за постот. Дека Господ со тоа ни го открил патот на постот, начинот на постењето, за ние со помош на постот да ги победуваме сатанските прелести. Свети Теофилакт Охридски за овој дел со постот вели: постел за да ни покаже дека постот е силно оружје против искушенијата, слично како што преситувањето представува извор на секој грев. Прејадувањето представува извор на секој грев. Постел онолку денови и ноќи, колку што постеле и Мојсе и Илија. Доколку постел повеќе, неговото оплотување би се чинело привидно. Значи, ако се покажал дека пости повеќе од било кој човек на земјата, тогаш би бил под знак сомнеш, дали е тој навистина човек, дали е само нешто што е
надчовечките сили, во тој случај не се однесува на нас, бидејќи ние сме луѓе и не сме силни толку да постиме. Меѓутоа, тој постал оноко како што постале други луѓе. Значи, ако можеле други луѓе, теоретски да кажам, би можеле и ние. И продолжа Свети Теофилакт Охридски, кога отстапил пред природата, тогаш и огладнел. И со глата дал повод на ѓаволот да се приближи и да се судри со него, за на тој начин ѓаволот да биде поразен, а нам да не биде дарувана победа. Ова мислам дека јасно ќе продолжим понатаму. А искушувачот Евангелието вели: искушувачот пристапи до него и му рече: ако си син Божи, заповедај овие камења да станат лебови. Толкувачот вели: тој соблазнител го чул гласот од небото: ова е мојот возлюбен син. Но од друга страна гледа дека тој огладнел и е во недоумица. Како синот Божи може да чувствува глад? Затоа го искушува и со цел да се увери, велејќи: ако си син Божи. Тој му ласка, мислејќи дека он нешто скрива. Но ќе прашаш ти, зошто би било грев тоа Исус да направи лебови од камењата? Значи, знај дека да се слуша ѓаволот за било што е грев. Од друга страна, ѓаволот не рекол овој камен да стане леб, туку овие камења, сакајќи да го воведе Исуса Христа во излишност, затоа што за гладниот е сосема доволен и еден леб. Затоа Христос не го послушал. Тука има една многу битна работа. Значи, едно е тоа што на почетокот се кажува дека самиот ѓавол не бил сигурен дали е тоа навистина синот Божи, така вели толкувачот, бил во недоумица, а од друга страна ни објаснува зошто Исус Христос не го послушал. Значи, некој ќе се праша, па ете, Господ огладнел, може да каже: ево, овој камен нека стане леб, или овие камња нека станат лебови. Она што е многу битно е тоа дека ни вели Свети Теофилакт Охридски да се слуша ѓаволот за било што представува грев. И тоа ние треба да го знаеме, затоа што некој пат некоја работа не се чини, ете, може да доаѓа од лош извор, да кажеме така, а нам да не се чини, па самата работа може би не е лоша. Тука не треба да имаме никаква недумица, никаква дилема дека тоа не треба да го правиме. Например, човек може да кажеме да се моли и да му доаѓаат секакви мисли во текот на молитвата, и сега некои мисли може навидум да се чинат дека се добри. Меѓутоа, ако човек почне да се занимава со тие мисли, тогаш ќе ја напусти молитвата. А мене ми се чини дека дури и да седне да ги запише тие мисли на страна, во смислите да не ги заборави за после, мислам дека тоа не би требало да се прави, затоа што секако Господ нема да доаѓа да ни открива некои работи во текот на молитвата и со тоа да ни нарушува молитвата. Секако знаеме дека таа помисла не е од Бога. И штом не е од Бога, не треба да слушаме. И ако гледаме дека некоја работа, имаме уверување, знаеме дека некоја работа не е од Бога, него од ѓаволот, дури и таа работа само по себе да се чини добра, вели толкувачот, е грев да се прави. Така што тоа да го знаеме, дека ѓаволот не го слушаме дури кога кажува некои работи кои што навидум се добри. Но оваа тема ќе се навраќаме, мислам дека повеќе пати, така што сега е доволно. Свети Кирил Александрийски вели: Сатаната, сакајќи да го вовлече Христа во страста на честолюбието, не му рекол јади, туку направи чудо. Тој тоа го правил не за да му помогне, туку за да го вовлече во суетност. Знаејќи го тоа, Христос не го послушал. Од истата причина и на фарисеите, кои сакале да видат од него чудо, тој не се согласил да им исполни желбата, бидејќи тие не пристапувале кај него без сомнежи во срцето, како кон Бог, туку го искушувале како човек. Тоа нека биде неизменливо правило за светителите во нивниот однос со неверниците и искушувачите.
да не му се дава простор на честолюбието по никаква причина, дури и ако таа причина се чини дека е добра и благочестива. Значи, ова е продолжеток на толкување претходно, кога гледаме од друга страна се гледа, дека дјаволот му бара знак, му бара чудо и сака да го воведе во суетност. Значи, Исус Христос истовремено е и Бог и човек. Од човечка страна, да кажеме, како човек е подложен на секакви човечки слабости. Тука дјаволот сака да го искуша, но Христос го победил. И нова повторно исто ќе се навратиме. Третиот толкувач вели: камењата не се претворени во лебови, не затоа што не било дојдено времето за чуда, како што зборуваат празнословците, туку затоа што бараното било суетно и било прилично само за оној што го бара. Прилично, односно умесно. Бог на сите им дава и со број, и со мера соодветно на потребите. А тука и бараното е излишно, и чудотворението сосема неблаговремено. Ово кажува сите Исидор Пелусиот. Значи, кажува дека нели Христос некој пат направил почеток на своите чуда. Не почнал веднаш да ги врши своите чуда, а ова не е тој почеток. Тука не направил чуда. Сега некој велеле дека не било уште дојдено времето, но кажува толкувачот дека тоа е празнословење, дека тука воопшто немало потреба да се направи чудо. Ќе видиме понатаму дека Христос не правил чуда туку така. Значи, требало да има некоја многу голема причина за да тој направи чудо. Ни на евреите, кога му барале чудо навидум за да поверуваат, тој не им ја исполнил желбата, како што кажа претходно толкова. Затоа што тие дошле да го искушуваат како човек и дошле да бараат нешто што, како да кажам, сакале да го стават во ситуацијата, направи ова, направи она. И денески има такви луѓе кои што доаѓаат во црква и има тие некакви барања дека сега треба тие да запознаат вакви или такви свети луѓе, свети старци, дека нив треба да им се каже ова или она. Тоа не е добро и затоа црквата никој пат тоа не си го зима како нешто што треба да го извршува. Затоа што оној кој што доаѓа во црквата со вера во Бога, со чисто срце, тој доаѓа со други барања. Тој доаѓа со барање за исповед, за прошка на гревовите, за поука во христијанското живење. А луѓето кои што доаѓаат само за да видат чудо, тие не ги интересира тоа да си го сменат и да си го поправат животот, туку сакаат само да се занимаваат со нешто. И таквите веднаш се лутат кога во црквата нема да им бидат исполнети нивните желби и си заминуваат. Свети Јован Златус вели: ако некој каже дека Спасителот требало да ја покаже својата сила, јас се го прашам зошто, заради што? Дјаволот тоа го говорил не за самиот да поверува, туку, како што тој мислел, за да го разобличи Христа како неверен, слично како што прародителите ги прелажал на таков начин и се покажало дека тие имале мала вера во Бога. Ветувајќи им нешто сосема спротивно од она што Бог им го говорил и правејќи ги надмени со пусти надежи, тој ги фрлил во неверие, а преку тоа ги лишил и од оние богатства кои тие реално ги имале. Но Христос не ја изјавува својата согласност со него, исто како што понатаму ниту на јудејците кои што биле водени од истиот дух и барале знаци чуда, не им ја исполнил желбата. И во едниот и во другиот случај не поучува и ние. Дури ако можеме нешто да направиме, да не го правиме залудно и без причина. Дури и во случај и на крајна нужда да не го слушаме ѓаволот. Значи, уште посилно ни се кажува тоа што на почетокот го слушнавме, да се слуша ѓаволот дури за работи кои што навидум се добри, е погрешно и е грев. И тука повторно ни кажува толкувачот дека и фарисеите не ги послуша Христос и да им исполни чудо, да им направи затоа што тие сака, а тука Христос се осврнува и на искушувањето на прародителите на Адам и на Ева. Тука има една паралела, значи ѓаволот кога ги видел во рајот Адам и Ева, им завидувал и дошол да ги искушува. И им предлагал некои работи со кои што ги прелажал и им ветувал некои работи и вика, толкова че тоа вика, правејќи ги надмени со пусти надежи.
Значи вика ќе бидете како богови. И таа пуста надеж, значи тоа залудно ветување дека човекот ќе биде како Бог, ги направило суетни. Тие изгубиле својата вера, својата доверба во Бога. Значи Господ им рекол не јадете од ова дрво, и тие кога изгубиле довербата дека навистина не треба да јадат, направиле греф. И ѓаволот тука мислел дека на сличен начин Исуса Христа ќе го искуша и ќе направи да тој го послуша или се согласи барем со него. И тука гледаме дека ние со своите помисли, пошто знаеме дека не се од Бога, дека со ѓаволот, не треба ниту да се согласуваме, затоа што согласувањето е еден прв чекор кон извршувањето на дело на греф. Уште еден толкова Свети Ефрем Сирин вели: Господ не го направил тоа што ѓаволот го барал, за да не ја исполни желбата на грешникот. А тоа што ѓаволот подоцна го побарал во однос на свињите, тоа Господ го дозволил не за да му исполни желбата, туку за да даде знак, бидејќи инаку никој од Гергесинскиот град не сака да излезе и да се сретне со него, се додека тој не го извршил тоа чудо. Значи, ова се однесува на Евангелието според Матеј, каде што Господ кога исцелува двајца бесомачни, бесовите го молат да не ги гони во адот, туку да им допусти да влезат во некој свиње што паселе тука на ридот. И Господ вели не им допуштил таму за да им исполни желбата, туку им наредил да додат таму, за да на некој начин ги привлече жителите на тој град да дојдат при него, кој ќе го виде тоа чудо, да сватат дека при нив дошол некој, да кажеме така, чудесен посетител. И понатаму знаеме дека тоа, уставно кажа, не заврши среќно, меѓутоа толкувачот сака да нагласи дека Господ никој пат не исполнува волјата на грешникот, а уште помоце на ѓаволот. Евангелието продолжува: а тој одговорајќи рече: напишано е, нема човек да живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Толкување. Ова сведоштво е земено од Стариот Завет, бидејќи тоа се Мојсееви зборови. И евреите се хранеле со мана во пустината, која не била леб, но по збор од Господов таа ги задоволувала сите потреби на евреите. Била сето она што секој сакал да јаде, дали риба или јајца или сирење сакал јудеецот, маната му го задоволувала тој негов вкус. Ова е многу интересно нешто од Стариот Завет, кое што само ни покажува за Божиот однос и за Божјата грижа кон луѓето, за Божиот однос кон луѓето. Дека кога евреите биле во мана, во пустина и немале што да јадат, Господ им пратил мана од небото. Им пратил секој сабајле кога евреите се буделе, околу местото кај што логорувале, имало мали парчиња од некаква бела материја, која што никој на ништо не му личела, никој не знал од кај доаѓа. И Господ им заповедал на евреите да собираат и да јадат само онолку колку што им треба за тој ден, за наредниот ден да не оставаат. И тие што не го послушале тој совет, се што оставиле за наредниот ден веќе било расипано. А тоа што не било расипано, кога го јаделе, во нивната уста имало вкус на тоа што секој сака да го јаде. Затоа што ние знаеме дека како луѓе имаме различни вкусови. Некој сака повеќе солено, некој сака сладко, некој сака горчливо, некој сака вакво, некој сака онакво. И Господ дури таа желба на луѓето им ја удоволува, да кажем. И тоа ни покажува дека Господ од нас не бара нешто што нам не ни е својствено. Не бара нешто што ние всушност и не го сакаме. Може да се случи Господ да бара нешто од нас што ние не го сакаме, доколку ние сме обземени од некакви, да кажам така, погрешни желби, односно страсти и греови. И кога ние сакаме задоволување на страстите, а тоа Бог не го сака затоа што за нас не е добро, тогаш има разидување меѓу нашата и Божјата волја. Но ако ние се трудиме да немаме страсти, она што е во нашата природа, тоа е буквално тоа што Господ го сака од нас. И ако Господ ни дал некое својство, некој афинитет, некоја приврзаност за некоја работа, или приврзаност во смисла дека човек го бива повеќе за една или за друга работа,
Тоа е она што Господ му го дал како назначение за тој човек да го прави во својот живот. Значи Господ не е некој тиранин што ќе дојде и некој што е, да речеме, има афинитети за математика, да му каже сега ти учи право или нешто такво, него Господ го знае секој човек како го створил и му го дава она што му е од полза и она што човекот всушност го сака. И поврзаноста со маната, за која што направив мала дигресија, со лебот е тоа што таа паѓала по зборот Господов. Значи и во буквална смисла, вика човек нема да живее само од леб, туку е секој збор што излега од устата на Бога, значи како што Бог кажа да падне мана, и падна мана и човекот јадеше, така и сега, не мора да јаде леб. Може Бог да му даде нешто сосема неочекувано, нешто што нам не ни паѓа на ум за храна, ако има потреба. Следно толкуваш вели, ова сведоштво, значи, нели како што вели Исус Христос напишано е човек нема да живее само од леб, туку од секој збор што излега од устата на Бога. Ова сведоштво е земено од книгата Повторени закони, петата книга Мојсеева. А Господ така одговора, бидејќи имал предвид да го победи ѓаволот не со својата моќ, туку со своето смирение. Покрај тоа треба да се забележи дека ако Господ не почнал да пости, ѓаволот немало да има прилика да го искушува. Согласно со тоа што е напишано: Сине мој, пристапувајќи кон служење пред Господа, стои во правди, во страв, подготви си ја душата своја за искушение. Значи, добре, ќе кажем понатаму коментар, но и одговорот на Спасителот покажува дека оној кој што бил подложен на искушенија бил човек, бидејќи вели, човек нема да живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Значи, оној што не се храни со Божите зборови, тој и не живее. Ова е толкување од Свети Јероним Стридонски. Ова е многу интересно толкување. Затоа што се вели дека ѓаволот немало да има прилика да го искушува доколку Господ не почне да пости. И го поврза тоа со Стариот Завет, каде што се вели во мудроста Сирахова, каде што се вели: Сине мој, пристапувајќи кон служење пред Господа, подготви си ја душата своја за искушенија. Секој оној кој што почнува да му служи на Господа, ете, и со мал подвиг дури, си ја подготвува душата своја за искушенија, а понатаму ќе видиме причината зошто е тоа така. И многу интересно, толкувачот забележува дека оној кој што бил подложен на искушение, бил човек, затоа што и самиот стих во Евангелието вели човек нема да живее само од леб. И со тоа ни се кажува дека Господ го победил ѓавол во овие искушенија не како Бог, туку како човек. Тоа и понатаму е разработено, така што ќе продолжам да читам понатаму. Му се спротивставува на противникот, попрво со сведоштво од законот, одошто со чудотворната моќ. Со тоа истовремено му дава повеќе чест на човекот и поголем пораз на противникот, кога непријателот на човечкиот род се гледа дека е победен од човек, а не од Бог. Ова го вели Свети Лав Римски. Понатаму, дали некој ќе ги зголеми добрите дарови преку јадење за стомакот? Добродетелта не се храни со леб, не со месо се укрепува и зголемува силата на душата и со други јадења, туку со други јадења се храни и се доведува до мажественост на возвишениот живот. Храната за добриот е целомудрието, леб е мудроста, зачин е справедливоста, храна е бестрасноста. Задоволството не е некаков телесен однос на она што е пријатно, туку тоа што по име и на дело всушност е радост, е веселие. Затоа проповедникот со овој збор го именувал расположението на душата кон прекрасното, бидејќи таквата состојба е последица на благоразумноста. Затоа треба од ова да се дознае она што го слушаме кај апостолот. Царството Божие не е јадење и пење, туку е правда и бестрасност и блаженство. Свети Григорий Ниски. Значи, Свети Григорий Ниски кажува дека за оној човек кој што е добар, не го прави, да кажеме, силен, мажествен, да кажеме и со денешен речник,
храбар. Не е човек храбар затоа што нешто многу јаде, туку затоа што има некоја внатрешна сила на душата. А таа внатрешна сила на душата не се храни преку стомакот, туку во преносна смисла вели светиот Григори Ниски, вика, храна за доброт е целомудрието, со други зборови воздржанието. Леп е мудроста, зачине праведноста. И задоволството не е само некако телесно задоволство, туку е душевно задоволство. Затоа вели, тоа што по име и на дело е радост. Следниот толкувач вели, осознајте дека кога постите телесно, дека човекот е духовно и бесмртно суштество и може да живее не само од леп и од разни јадења, туку и од зборот Божи, и уште повеќе од зборот Божи отколку од леп. Вкусувањето на материјална храна е највообичаен начин на наситување за сите сетилни суштества и тој е груб начин како што е грубо и телото и е приспособен кон нашиот начин на живот на планетава. Починете во се на тие телесни закони и на таа планета на која што живееме. Но бидејќи нашиот живот не се ограничува само со постоењето на земјата, туку ќе продолжи и после тоа, откако таа ќе изгори, ќе продолжи во вечни векови, затоа е природно за човекот да сака и да има потреба и од друга храна, освен од оваа што е земната грубата. Имено од вечна храна, приспособена за бесмртното суштество, за духовно разумната природа на нашата душа. Каква е таа храна? Таа храна е она со која што живеат бесмртните духови, ангелите. Тоа е храна преку која се одржуваат во својот состав и во сите делови сите светови на Вселената, а тоа е зборот Божи, Словото Божие. И затоа и предходно еден од толкувачите вели, оној кој не се храни со Божите зборови, тој дури и не живее, затоа што ние не сме само телесни битија да се храниме само со телесна храна. Туку сме и духовни битија и доколку не се храниме со духовна храна, како што телото кога не се храни со телесна храна е мртво, така и душата кога не се храни со духовна храна и таа станува мртва. Евангелието продолжува. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град, го постави на стрејата од храмот и му рече: ако си син Божи, фрли се долу, зашто е напишано, на своите ангели ќе им заповеда за тебе да те пазат и на раце ќе те земат да не ја сопнеш од камен својата нога. Толкувањето вели: со тоа што кажува, ако си син Божи, ѓаволот сака да каже: јас не му верувам на гласот од небото, но сепак ти покажи ми дали си син Божи. Навистина е проклет ѓаволот, бидејќи доколку тој бил син Божи, зарем требало да се фрла долу? Обраќајќи се на ѓаволот, толкувачот вели: на твојата жестокост ти е својствено тоа, да ги кутнува с беснастите, а на Бога му е својствено да ги спасува луѓето. Не е за Христа напишано на разликите земат, туку за светите кои имаат потреба од ангелска помош. Значи тука толкувачот тоа не го кажува, друг толкувач го кажува, еве ќе опрочитам тоа, затоа што ова што го кажува напишано е на своите ангели ќе им заповеда за тебе да те пазат, тоа е дел од 90-тиот псалм. Но таму пророштвото не е за Христос, туку општо за светите луѓе. Значи ѓаволот лошо го толкува Светото писмо. Несомнено, кога би знал дека тоа е навистина напишано за Спасителот, тогаш ќе требало да додаде и тоа што понатаму се говори во истиот псалм, а што е против самиот ѓавол, против самиот него. На отровници не змија ќе настапуваш, злав и змеј ќе убиваш. Но ѓаволот за помош од ангелите му зборува како на немоќен, а за своето понижување итро премолчува. Значи, во 90-тиот псалм ги читаме тие зборови. Но 90-тиот псалм не застанува туку продолжува понатаму. И затоа кажува светиот Јероним Стридонски дека прво не е тоа напишано за Христа, не е тоа пророштво за Христа, него е за светите луѓе, дека Господ ги пази светите луѓе. Вели, а ако би било за Христа напишано, тогаш дојде и следното: ќе настапуваш на змија, лав и змеј ќе убиваш. А сите тие представи, отровница, змија, лав и змеј, се слика за демонот. Значи, кога би се однесувало тоа на Христа, би значило дека и со истиот тој псалм
се предвидува поразот на демонот. Но демонот она што му го одговарало, го земало од Светото писмо, а она што му противречело го изостава. Така и еретиците од Светото писмо го земаат она што им е потребно за нивното соблазнително учење, а го изоставаат она што и противречи на нивната заблуда. И на тој начин јасно се покажуваат себе си дека се ученици на истиот учител, односно на ѓаволот. Значи тука светот Ефрем Сирин го пресликува ова и на луѓето кои што го извитоперуваат Светото писмо, затоа што всушност и сите ереси се погрешни толкувања на Светото писмо. И денеска, например, има, тоа не од сега, ама денеска уште се држи, например, ке протестантите важи на начело сола скриптура, дека само Светото писмо е целосен извор за христијанството. А ние велиме дека не е тоа така, и дека самото Свето писмо е напишено од црквата и дека црквата го толкува, затоа ние читаме толкување светите отци. А ако ние би го читале Евангелието и би ги изоставиле светите отци, пошто викаме сола скриптура само Евангелието, значи ние си го толкуваме како ние сакаме. И затоа некој велат дека тоа е идолатрија, меѓутоа кај што предмет на идолатријата не е Светото писмо, него е самиот човек кој што себе си се става како врховен толкувач. Ние, бидејќи не сакаме да сме такви луѓе, неќеме да си го толкуваме Евангелието по своје, се повикуваме на светите отци на црквата, а и тие се повикуваат еден на друг. И гледаме дека истиот дух провејува од почетокот на црквата до денес, затоа што овие толкувачи некои живееле во 2, 3 и 4 век, а некои во 15, 16 и некои во 20 век. И гледаме дека истиот дух го држат, истото сваќање го имаат. Само демоните и грешниците барале од Христа безцелни, непотребни и излишни чуда. Погледнете само какви глупости бара ѓаволот од Христа, да ги претвори камењата во пустињата во лебови, да се фрли долу од храмот. И гледате како закоранвените грешници, фарисеи и книжници се јавуваат очевидци на многу чуда Христови, кои им принесуваат полза на многумина, а бараат од него уште некое чудо, уште некое безцелно и излишно чудо, како што, например, би биле придвижување на планини, претворање на земја во злато и на чавките во гулаби. Затоа Господ ги отворил предложите и на ѓаволот и на грешниците, но никогаш не одбивал да направи чудо, доколку тоа било полезно за спасение на луѓето. Значи, светиот Николај Охридски тоа го кажува, и он го кажува тоа дека Христос правил чуда, и тие чуда биле доволни еден куп од луѓето, еден голем дел од луѓето да поверуваат, само оние кои што биле со закоравени срца не верувале и тие барале изговор за своето неверие. Ајде да видиме уште некое чудо, ќе поверуваме, и Христос не им удоволувал, бидејќи имало доволно што го покажал и не ги слушал, не правил излишни чуда. Не е тоа, како да кажеме, со денешни речни кажеме, како некоја екзибиција. Денеска, да кажеме, луѓето кога се восхитуваат од некој навидум надприродни моќи, тие се восхитуваат дека некој човек има можност, не знам, да направи нешто што се коси со природата. И гледаме како се восхитуваат луѓето кога гледат работи што се косат со природните закони, меѓутоа не носат никаква полза. И светителите на црквата би можеле да прават многу чуда, Господ им ја дал таа власт, но тие пред се спасуваат себе си и ги спасуваат другите. Значи, целта е да се спасат луѓето, а не тие да се восхитат со гледање на некакви си чудесни работи. Меѓутоа, денеска луѓето се навикнати дека гледаат телевизија, гледаат филмови и се восхитуваат од такви некои работи кои што ги надминуваат природните закони. Меѓутоа, кога Господ ги надминува природните закони, тоа е само за полза на луѓето, само за нивно спасение, а не колку да ги восхити луѓето. А оние кои што се лажни пророци, тие тоа го прават за да ги восхитат, за да ги прелажат луѓето. И за тоа повторно ќе стане збор тука. Исус му рече, напишано и ова: не искушувај го Господа твојот Бог. Едно многу кратко толкување. Кротко го отврла Христос, учејќи не да ги победуваме демоните со кроткост. Ово кажа свети Теофилакт Охридски. Гледаме како со една кратка реченица ни кажа многу голема тајна. Значи, Христос, како посилен, не му се спротивстави на ѓаволот со сила.
туку со кротост. Рековме дека од една страна тоа покажува дека му се спротивил како човек и демонот претрпел пораз не од Бог, туку од човек, што уште поголем срам за него. Ама Исус Христос се прави за наша поука. И тука ни вели толкувачот. И нас не учи да ги победуваме демоните со кротост. Значи нема потреба ние кога сме изложени на некакви напади да реагираме на сила или со нешто друго, туку со кротост. И многу пати знаеме дека и дури некој физички, некој насилник, да пример, да некого да нападне, дека многу често може да биде разоружен од кротоста на својата потенцијална жртва. Тоа не секој пат важи, меѓутоа многу пати може да биде случај. Друг толкувач вели: лажливите стрели на ѓаволот, кои тој ги позајмува од Светото писмо, Господ ги крши со помошта на вистинските штитови на Светото писмо. Треба да се забележи дека потребното сведоштво тој го земал единствено од Второзаконието, книгата Повторени закони, за да укаже на тајната на новиот закон, тоест на новиот завет. Значи, Јеремија Стриновски ни кажува: ѓаволот лаже кога го спомнува Светото писмо и лошо ги толкува зборовите на Светото писмо, како и еретиците, а Господ вика тие лажливи стрели ги крши со вистинските штитови, повторно земени од Светото писмо, но на вистински начин представени. И вели ги зима тие од книгата на Повторените закони. Тоа е Мојсеева книга, со тоа укажува на еден повторен, односно на нов закон, односно на новиот завет. Свети Лука Кримски вели: своето искушување ѓаволот повторно го почнува со истите зборови: ако си син Божи, докажи ми дека ти си синот Божи. Ако си син Божи, ќе се исполнат на тебе зборовите од 90-тиот псалм: ангели ќе те понесат и нема да се разбиеш кога ќе паднеш од висината на храмовиот покрив. Која е смислата на тоа искушение? Сатаната сакал Господ Исус Христос да ја појави својата чудотворна сила не онака како што треба, туку за испразни и излишни чудеса. Размислете што би било доколку Господ би го послушал ѓаволот и би направил такво чудо, кога би се качил на кровот од Иерусалимскиот храм и би се фрлил долу. Неговото паѓање не би било обично, туку тивко и благо спуштање на земја, затоа што ангелите Божи би го поддржувале. Тогаш, восхитени од таквото чудо, луѓето против својата волја, иако не сакале, би му се поклониле како на најголем чудотворец. Но Господ не бара вера и покорување кон себе си по пат на принуда, туку ја бара само верата и љубовта кон себе и слободното повинување, кој излегува од чисто срце. Тој не треба да прави лажни чудеса, какви што ќе прави антихристот, кој ќе соблазни огромно мноштво луѓе. Господ ќе прави други чуда, понатаму во Евангелието, побудуван од својата љубов кон луѓето, од своето милосрдие, од своето сострадание. Тој ќе исцелува несретни, фатени луѓе, ќе го враќа видот на слепите, ќе воскреснува мртви, чудесно ќе наситува 5000 луѓе со леп. Тој ќе го направи и восхитувачкото чудо на одење по водата на Генесаретското езеро, но тоа чудо е предназначено само за неговите ученици, а пред народот тој такви чуда не правел. А чудата се празни, чудата се лажни, чудата кои од него ги бавил сатаната му се противни на Бога, невозможни за него вистинскиот Бог, затоа што ништо што е испразно, лажно, неискрено, не може да биде дело на Божиот син. Затоа Христос повторно, кротко и без гнев му одговара на сатаната со зборовите на Светото писмо: не го искушуе Господа твојот Бог. Ово кажа Свети Лука Кримски и гледаме нешто чудно во неговите реченици. Вика, нешто е невозможно за Бога. Знаеме дека за Бога се е можно, но сака да каже и кажува што е тоа невозможно. Вика, за Бога е невозможно да лаже, да биде неискрен, да биде нешто што, да кажеме, се својства на демона. Значи Господ просто не може да биде тако. И затоа, како што е невозможно Бог да биде, да кажеме, лош, така е невозможно и од демонот да очекуваме добри совети, како што претходно спомнав.
Следниот стих од Евангелието вели: Ѓаволот повторно го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. Толкување. Славата на светот, која ќе исчезне заедно со светот, се покажува од висина и во високомислие. Господ слегува во смирение и во рамница, за да го победи ѓаволот со смирение. Потоа ѓаволот брза ита да го поведе на планина каде што затоа што другите биле победени преку истото тоа, преку кој што и тој самиот бил кутнат. Значи, тој ги победил другите преку тоа што и било причина и за неговиот пад. Вика, тоа истото го кажува апостолот, за да не се возгордее некој човек, па да падне под осуда како ѓаволот. Значи, ѓаволот ги воведува во високо мислие, човек да има високо мислење за себе, да биде горд, и тоа е падот, првин и на ѓаволот, а потоа и на сите луѓе. И му рече: сето ова ќе ти го дадам, ако паднеш ничкум и ми се поклониш. Некои луѓе под многу висока планина ја разбираат страста на користолюбието, во која непријателот се труди да го вовлече Исуса, но тие не размислуваат точно, затоа што нему ѓаволот му се јавил осетно, чувствено. Господ не им помисла, туку ѓаволот чувствено му ги покажал на планина сите царства, представајќи му ги пред очи во привидение. И му рекол: сето ова ќе ти го дадам, ако паднеш ничкому му се поклониш. И во силата на својата гордост, ѓаволот светот го смета за своја собственост. Затоа тој и сега им зборува на користолюбивите, дека оние што ќе му се поклонат, го имаат светот во своја власт. Ќе го имаат светот во своја власт. Ово кажува, сметам дека пред се во преносна смисла, затоа што оние кои што денеска се користолюбиви, а користолюбието се смета за не само за грев, туку некаде во апостолот се поистоветува со идолопоклонство. Користолюбивите луѓе несвесно му се поклонуваат на ѓаволот, односно му служат на ѓаволот со тоа што прават работи противни на Бога заради своето користолюбие. И во таа смисла кажува светите Теофилак Охридски, тие му веруваат на ѓаволот дека го има светот во него власт и ќе им го даде доколку тие му се поклонат. Значи, тие веруваат дека ако направат некое лошо дело и се стекнат со материјална корист, или дури не со нематеријална корист, дека тоа постане нив им припаѓа, што воопшто не е точно, и затоа пак ќе видиме нешто подолу. Падни ничкум и поклони му се. Со овие зборови, поклони ми се, со овие зборови јасно се покажуваат гордоста и дрскоста на оној кој од почетокот сака да биде Бог. Повторно се гледа дека причината за падот на демоните, а и на луѓето и на другите ангели во демони, е гордост. И гордоста се гледа со тоа што демонот бара луѓето пред него да се поклонуваат, а ние се поклонуваме единствено пред Бог. Тоа наше поклонување има внатрешна смисла на, да кажам така, обожување, кој што не е најубав збор, меѓутоа со тоа го објаснам зборот да се поклониме. Ние се поклонуваме, да кажеме, пред иконата Христова и со тоа му се поклонуваме на Христос како на Бог. Не се поклонуваме на бојата и на дрвото, но на ликот изобразен. Меѓутоа не се поклонуваме на демонот, би тоа би значило за нас подчинување на него. И туку уште нешто многу интересно, светот Амвросий Милански вели: користолюбието има своји опасности. За да владее, првин треба да им слугува на другите. Се поклонува во ласкање, за да може потоа да владее во чест. И иако ќе биде во иднина издигнато, првин мора нечком да се поклони. И тука се покажува тоа што претходно го наговеси светот Теофилак Охридски, дека оние кои се користолюбиви, сакаат да владеат, тие првин мора да им се поклонат не само на демонот, туку и на другите луѓе. Вика, првин треба да им слугуваат на другите за да се стекнат со корист, за да може по виднина да владеат. Прво треба на некого друг да ласкаат, за да после владеат во чест и друг на да им ласка. И за да бидат издигнати, прво треба некому да се поклонат.
Ние би рекле дека според тие некои духовни закони и совети не би требало да се впуштаме во користолюбие и заради тоа не би требало воопшто да се изложуваме на такви работи, да се поклонуваме пред дјаволот или пред гревот или пред некои си други луѓе само заради тоа да стекнеме некаква корист. Свети Кирил Иерусалимски вели: немој да велиш дека богатството му припаѓа на дјаволот. Иако дјаволот рекол: се тоа тебе ќе ти го дадам, бидејќи мене ми е предадено. Сега тука Свети Кирил Иерусалимски го цитира светот апостол Лука, бидејќи тука кај свети апостол Матеј не е напишано дека му е тоа предадено, туку вика само се тоа ќе ти го дадам. А свети апостол Лука пренесува: се тоа ќе ти го дадам тебе, бидејќи мене ми е предадено. Но тие зборови може да се побијат и не треба да му се верува на лажливецот, иако се чини дека тој, принуден од власта на оно што се наоѓа до него, ја кажал вистината. Тој не рекол се тоа ќе ти го дадам, зашто е мое, туку бидејќи мене ми е предадено. Тој не го пристил за себе правото на владење, туку признал дека е довереник и распоредител. Толкувачите нека истражуваат дали тој лажал или ја кажал вистината. Значи тука гледаме дека може некој пат толкувачите да кажуваат и различни можности. Значи те го кажуваат духот во кој што нешто е кажано, меѓутоа некој пат не ни дава точен одговор. Дали дјаволот лажал или кажал вистина кога рекол сето тоа ќе ти го дадам бидејќи мене ми е предадено. Понатаму другите толкувачи имаат и поинаков став од ова. Например, следниот стих вели: но Исус му рече: бега од мене, Сатано, зашто е напишано на Господ твојот Бог да му се поклонуваш и само нему да му служиш. И сега свети Јован Златус вели: бидејќи ѓаволот сега погрешил против Бога Отецот, нарекувајќи ја вселената кому припаѓа на Бога своја собственост и се осмелил себе си да се представува како Бог, како тој да е творец на светот, затоа Христос конечно му забранува. Но и тука не со гнев, туку просто бегај, Сатано. И со тоа дал повеќе наредба отколку забрана, затоа што веднаш штом Христос му рекол бегај, ѓаволот избегал и не смел повеќе да го искушува. Значи сега свети Јован Златус не кажува, не е во дилема, како свети Кирил Иерусалимски, кој што вели нека истражуваат толкувачите дали лажал, туку вели лажал. Погрешил против Бога, затоа што она што било Божјо го нарекол своја собственост и заради тоа слушнал поостар одговор од Христа. Додека претходно Христос му одговорил покротко, сега му кажува погруби зборови, односно вели бега од мене, Сатано. Друг толкувач вели: спротивно на мислењето на многумина, Сатаната и апостолот Петар не се осудени со ист израз. На Петра суштост му вели оди по мене, Сатано. Значи, ова се однесува сега на друго место на Евангелието од Матеј, во 16 глава 23 стих, каде што преводот на македонски се вели дека Христос му рекол на Петра бега од мене, Сатано. Но тоа не е прецизен превод од изворникот, затоа што на грчки пишува, нема да читам на грчки, ќе прочитам на црковнословенски: иди за мној, Сатано. Значи оди по мене или оди зад мене, Сатано. Не вика бега од мене, Сатано. Има разлика во изразите. И сега толкувачот вели: на Петар му кажува оди по мене, Сатано, што значи ти кој што се противиш на мојата волја, започни да ме следиш, додека на ѓаволот му кажува бегај, Сатано, и не му кажува оди по мене, туку бегај, и со тоа што како да му кажува оди во вечниот оган кој што е приготвен за тебе и за твоите ангели. Гледаме тука како и мала непрецизност во преводот може да насочува на некои погрешни размислувања. Свети Теофилакт Охридски вели: Господ се разгневил на него кога видел дека тој почнал да го присвојува за себе Божјото и му рекол се тоа ќе ти го дадам како да е негова собственост. Затоа знај каква полза носи Светото писмо, бидејќи Господ со него му наредил на непријател да замолкне. Значи сега кажува две работи тука Свети Теофилакт Охридски. Едното е тоа дека се разгневил на него и му одговорил погрубо, а второто е дека
ние сите имаме полза од Светото Писмо, бидејќи Господ постојано со Светото Писмо му се спротивставува на ѓаволот. И претходните работи што ми кажа и ова, дури вика со Светото Писмо му наредува на ѓаволот да замолкне. Друг толкова, Свети Григорий Двојослов вели: ако ги наблюдуваме последователните чекори на искушението, ќе можеме да процениме колку сме ослободени од искушенија. Стариот непријател го искушуваше првиот човек преку неговиот стомак, значи Адама, кога го убеди да јаде од забранетиот плод, преку суетата, кога рече ќе бидете како богови, преку користолюбивоста, кога рече ќе разликувате добро од зло, и тука, значи, се вели дека користолюбивоста не се однесува само од алчноста за пари, туку и од алчноста за големина, за величина, кога се бара висока положба над нашата мера. И сега го објаснува тоа, зашто користолюбивоста се однесува и на нематеријалните работи, се однесува и на барањето висока позиција. Вика, доколку грабежот не би припаѓал на користолюбието за почести, тогаш Павел не би рекол за единородниот Син Божи, не го сметеше за грабеж тоа да биде рамен на тебе. Тоа е во посланието до Филипјаните. Значи, во посланието до Филипјаните има на едно место Свети апостол Павле вели, него за Господа збори вели, не го сметеше за грабеж тоа да биде рамен на Бога. Ова само по себе звучи поприлично нејасно. И сега за тоа не го објаснува. Вели, не е грабеж, односно не е над неговата сила и над неговата чест, тоа што тој е рамен на Бога. Доколку некој човек би пробал да биде рамен на Бога, тоа би било користолюбие, би било грабеж, со други зборови. А кога се работи за Господ Исуса Христа, тоа е неговото место, тоа му прилега и за тоа не се смета за грабеж тоа. А сега тука ни кажува Свети Григорий Двојослов дека на ист начин како што бил искушан првиот човек, значи Адам и Ева, така демонот го искушува и Исуса Христа, да не кажам дека и сите нас на тие неколку работи. Ѓаволот го довел до гордост нашиот прародител со тоа што кај него победил користолюбивост кон величието. Но со истиот метод со кој што го победил првиот Адам, на истиот начин и самиот тој беше победен кога го искушуваше вториот Адам. Го искушуваше преку стомакот кога рече заповедај овие камиња да станат лебови, преку суетата кога рече ако си Син Божи фрли се од тука долу, и преку користолюбивоста за возвишена положба со зборовите сето ова ќе ти го дадам. Значи, гледаме дека три работи се представени како главни искушенија. Едно е искушението за храна, за насушна потреба на стомакот, и тоа е наједноставно. Кога човек паѓа во грев, затоа што е искушуван заради некакви си телесни потреби или телесни задоволства. А второ, ако човек, например, одоле на тоа искушение на телесни задоволства, следува следното, кај што е искушуван човекот преку суетата, да бидеш на некоја висока позиција, или тука на Адам вели, ќе бидете како богови. И ако човек и тоа го надмине, следува третото искушение, кое што тука е наречено користолюбивост или алчност, кое што вели, ова сето ќе ти го дадам со понуда, да кажеме, на земните царства. Ние во претходните предавања, кај што ги читавме тукувањата од Светите Отци, имавме на едно место објаснување зошто Христос се појавил на светот, дошол да се крстеви и почнал да проповеда кога имал 30 години. И толкувачот вели, затоа што на таа возраст веќе ги помина сите оние, да кажеме, доба од човечкиот живот, кај што човекот е подложен на искушенија, на различни видни искушенија. Вели, во младоста, во детството е подложен на гревовите заради неразумност, се однесува неразумно човек во детството. Во младоста е подложен на гнев и на телесни задоволства, а во зрелата возраст е подложен на користолюбивост. И сега користолюбивоста тука се стави на трето место, затоа што тоа е поврзано повторно со некоја наша потреба. Човекот има потреба да, например, се грижи за своето семејство,
има потреба дури за црквата да обезбедува некои работи, меѓутоа тоа може многу лесно да премине во, да кажеме така, цел сама за себе и човекот веќе да прави грев под изговор дека ете, тоа го правам за моите деца, тоа го правам за црквата, а да прави грев. И да бидеме најасно дека тоа не е благословено. Значи, не може да се каже дека целта ги оправдува средствата, туку и средствата на еден начин се некаква цел. Значи, нашата цел е да бидеме, да постигнеме нешто добро, да бидеме добри и тоа што ќе го постигнеме, да го постигнеме на добар начин. Не може да кажеме, јас сега од овој човек ќе украдам нивата и тука ќе изградам црква и таа црква ќе биде за слава Божја. Нема, затоа што сум направил греф и тоа нема да биде нешто добро. Не може човек, например, да украде пари од некој друг човек и да дојде да каже, еве, најдов пари за да изградите, да насликате икона, да изградите каманари за црквата и нешто слично. Или за своето семејство. Човек, да, треба да се грижи за своето семејство, но ако тоа го прави на нечестен начин, треба да се знае дека е тоа неблагословено. А многу пати демонот им вика на луѓето нешто спротивно. Ова ти го правиш за семејството, нема гајле. А има гајле. Значи, ние мора секое добро дело да го правиме на добар начин. И уште нешто кажа светот Григорий Двојслав на крајот од своето толкување, вели: Господ, кога беше искушуван од ѓаволот, одговараше само со наводи од Светото Писмо. И тој кој што можеше да го потопи својот искушувач во бездната, не ја покажа силата на својата моќ. Давајќи ни пример дека кога трпиме нешто од рацете на злите луѓе, треба да бидеме поттикнати на поучување, а не на одмазда. Значи, ни вели, дури ние кога сме искушувани или трпиме зло од некои лоши луѓе, треба да не се гневиме, туку да најдеме начин да не ги поучуваме, дали со својот пример или со нешто друго. А да не се гневиме и да не бараме одмазда. Тоа е нешто што е вака, би рекол навистина тешко, но ето тоа е патот што ни го покажуваат светите оци. Вика, некој кога ти прави зло, ти гледа го поучиш, затоа што Господ нам ни дал таков пример. Кога ѓаволот го искушуваше, тој му одвраќаше со зборови од Светото Писмо. И некој пат може ние да го правиме буквално истото. Може ние буквално во духот, не на начин да ги извитоперуваме зборовите од Светото Писмо, ама во духот на Светото Писмо може да одговараме на луѓето кои што ни причинуваат искушенија. На тој начин, од една страна, ќе ја повикаме и Божјата помош на нас, бидејќи не враќаме на зло со зло и се поучуваме од Светото Писмо, а од друга страна, можеби тие зборови ќе допрат до човекот и ќе добиеме на тој начин олеснување. Следно толкова вели. Значи, повторно се враќаме на дилемата дали знаел демонот дека го искушува Бог или не бил сигурен или не знал. Зарем не знал сатаната дека пред него е спасителот на светот, Богочовекот? Секако добро знаел. Тој чул како ангел го известува праведникот. Емануил значи со нас е Бог. Чул како ангелите ги известиле витлемските пастири дека во градот Давидов се родил Спасител кој што е Христос Господ. Како ангелите пееле радосна песна за слава на небото и за мир на земјата. Кој, ако не сатаната, го поттикнувал Ирода на убиство на Богомладенецот? Тој исто така го чул на Јорданските води и сведоштвото на Бога Отецот и на Бога Светиот Дух, дека крштеваниот во Јордан од Јован, смирениот Христос, е второто лице од Пресветата Троица. А сепак сатаната се осмелува да го искушува Спасителот. На што се надева тој? За не смета дека ќе го искуша Бога? Сатаната го искушувал Господа затоа што е полн со злоба и насекаде сака да сее зло. Дали ќе има резултат или не, тој си го врши своето сатанско дело. Секаде и сите ги завлекува кон грев, ги оттргнува од Бога и ги вооружува против него, ползувајќи се со лаги и со секакви средства. Секако сатаната не успел во своите искушенија први Спасителот, но не само Бог со своето слово, туку и ние луѓето, и дури и слабите жени, например младата Варвара, великомаченички, други, па дури и деца, го победувале сатаната со Божја помош. Значи, сатаната не е за нас така страшен, кога сме со Бога.
И секое негово зло не е толку силно како што ни се чини. Тој напаѓа на вистината, но тоа воопшто не значи дека е посилен од вистината. Слугите на сатаната војуваат против Бога и против секоја светиња затоа што таква е нивната природа. Тие не можат да не одат против Бога. Како што тоа ни се открива од зборовите на нашиот Спасител и Бог, изречени кон книжниците и фарисеите јудејски. Зошто не ги разбирате моите зборови? Затоа што не можете да ги слушате моите поуки. Вие сте од вашиот татко, од ѓаволот, и сакате да ги исполнувате похотите на вашиот татко. Тој е човекоубиец од почетокот и не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, тој говори од себе, зашто е лажливец и татко на лагата. Тој е од Евангелието според Јован. Цврсто знае, значи, дека Христовата вистина никој не може да ја победи. Немој да се плашиш од злото, не паѓај ничкум пред него, како што тоа го бара сатаната од Спасителот. И од сите христијани го бара истото. Туку со Божја помош бореј се со злото и со Божја помош ќе победиш и ќе достигнеш вечен, блажен живот. Свети Онуфри Гагалјук. Значи, гледаме од современите светци како ги кажуваат истите работи што ги кажуваат и древните толкувачи. Значи, не само што Господ можеше да го победи сатаната во искушенијата, туку ние имаме сведоштво од црквата дека и млади девојчиња, па дури мали деца го победувале сатаната. Тука е спомната светата великомаченица Варвара. Најќе спомнам и света Марина. Светата Марина била исто девојче од 14 години, кој што претрпело мачења, и тоа силни и незамисливи мачења. Меѓутоа таа никој не се слика како го удира, го држи ѓаволот за рогови и го удира со главата, по главата со чекан. Значи, едно младо девојче може така да го победи демонот. И Господ ги допуштал сите тие маки и на светата маченичка Варвара, и на светата Марина маченичка, за да покаже дека може и мали деца и девојчиња да имаат таква сила. И навистина, кога Господ го победи ѓаволот, дури и децата, ќе кажем пак и девојчињата, имаат сила да го победат. И затоа не упатува светителот да не се плашиме од него, да не мислиме дека е тој посилен, дека е над нашите сили победата над него. Иначе овој толкувач кажува дека и сатаната знае дека го искушува Бога, меѓутоа тоа за него не било битно, затоа што тој насекаде се е зло постојано. А тоа може ние да си го сватиме за себе, како еден поттик, дека ако некој упорно работи да шири зло, можеме и неупорно да работиме да шириме добро. Ако може тој во злото да е неуморен и упорен, можеме ние во доброто да бидеме неуморни и упорни. И уште еден стих. Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му служеа. Свети Теофилакт Охридски вели: Господ победил 3 искушенија. Ете, повторно се навраќаме на истото. Чревоугодието, суетата и страста кон богатството, односно користолюбието. Тоа е главната страст. Следствено, победувајќи ги овие 3 страсти, многу полесно ќе им одолее и на останатите. Затоа и Лука вели, значи, затоа евангелистот Лука вели во своето евангелие: заврши со сите искушенија. Иако Господ ги победил само главните, затоа и ангели му служат за да покажат дека и нам после победата тие ќе ни служат, затоа што Христос сето тоа го прави и го покажува заради нас. Нему пак, како на Бог, ангелите постојано му служат. Значи не требало тој да направи нешто за да дојдат ангели да му служат, нему постојано му служат ангелите. Но ова го прави како пример за нас, дека кога ние ќе им одолеме на страстите, тогаш и нам ќе ни служат ангелите. И вели: овие 3 искушенија, чревоугодието, суетата и страста кон богатството, се главните 3 искушенија. И кога човек ќе ги победи овие 3 искушенија, како да ги победил сите. И затоа евангелистот Лука вели: заврши со сите искушенија, иако има уште многу искушенија кои што ние знаеме дека може човекот да го снајде. Но овие се главните. Друг толку Свети Григорий Двојослов повторно вели: впечатливо е тоа што после повлекувањето на ѓаволот, ангели му служеле. Од тоа што друго се открива, освен двојната природа во една личност. Затоа што тој е и човек, кој бива искушуван од ѓаволот, и Бог на кого му служат ангели. Значи во него да препознаеме нашата природа,
затоа што доколку ѓаволот во него не гледал човек, немало ниту да го искушува. Да го почитуваме божеството негово, затоа што кога тој не би бил Бог над сите, тогаш ни ангелите немале да му служат. Значи ни кажува дека со тоа што бил искушуван се покажува како вистински човек, а со тоа што му служеле ангелите се покажува како Бог. И ние така да го почитуваме како вистински Бог. А во себе си да гледаме, да се препознаеме, вика да ја препознаеме во него нашата природа. Значи да препознаеме дека како што тој можел да ги победи искушените, така може и ние да ги победиме. Свети Тихон Задонски вели: гледаш дека оној кој што е искушуван и се бори со ѓаволот се наоѓа во милост и во благодат Божја. Разбойникот не го напаѓа голиот. Така и непријателот не се допира до оној што го гледа сиромашен, туку го напаѓа оној што има духовно богатство и на кого му завидува. Затоа го нападнал и Адама во рајот, гледајќи го во изобилство. Затоа го нападнал и Јов и сакал да го соголи. Значи, она што претходно исто го спомнавме, дека да кажем, ако го пресликаме тоа во денешно време, многумина се прашуваат зошто некој човек, например, трпи многу искушенија, а самиот човек е добар, а некој прави лоши работи и навидом нема искушенија. Затоа што, вели, ѓаволот не го напаѓа оној кој што е духовно сиромашен. Некој човек може, например, да нема искушенија, меѓутоа тој е во власта на ѓаволот и е духовно сиромашен, и неговата духовна сиромашта ќе се види на страшниот суд. А некој кој што е, да речеме, добар, а претрпува искушенија, тој очигледно дека е духовно богат. Дури некој од подвижниците тоа дали имаат искушенија или немаат искушенија го толкуваат како показател дали нашле Божја милост или не наше Божја милост. Затоа што викаат, ако немам искушенија, да не ме поразил демонот, да не сум веќе ограбен од него и да нема веќе што да ми земе, па затоа ме остава на мира. И уште едно кратко толкување, и толку за денеска. Свети Серафим Саровски вели: како што восокот кој не е разгорен и не е смекнат не може да прими печат врз себе, така и душата која не е искушена со напори и со слабости, не може да го прими на себе печатот на Божјата добродетел. Кога ѓаволот го оставил Господа, тогаш пристапеле ангели и му служеле. Значи, доколку во времето на искушение ангелите Божи за малку време заминат од нас, тие сепак се близу и наскоро ќе се приближат и ќе пристапат и ќе ни служат со божествени размислувања, со умиление, со духовна наслада, со трпение. Душата која се потрудила стекнува други совршенства. Затоа светот пророк Исаја вели: оне кои се надеваат на Господа, ќе обноват силата своја, ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. Значи, Свети Серафим Саровски ни кажува дека тоа е причината зошто се потребни тие искушенија. Значи, еве на крај гледаме и самата причина, дека искушенијата и за нас се потребни на сличен начин како што вели восокот, ако не е разгорен и смекнат, и да сакаме на сила да втиснеме врз него печат, не може да втиснеме печат. Така и човекот треба да ги помени тие искушенија, за да може да го прими печатот Божи на својата душа, на вистина да се нарече христијанин. Некои од богословите, например, го споредуваат тоа со состојбата на Адам и Ева во рајот. Вели, Адам и Ева во рајот се добија на тацена. Се им беше дадено на готово. И тие се покажа неопитни и веднаш паднаа на искушението на демонот. И затоа Господ сака сега неговите луѓе да бидат опитни, да бидат проверени низ многу искушенија и на тој начин да бидат способни да го примат печатот Божи на себе. Она што Господ го предвидел за луѓето, тоа вечно блаженство, па дури јадењето од дрвото на познанието, дури она што ѓаволот им го кажувал, ќе бидете како богови, тоа не е нешто што е толку далечно од она што Бог го наменил за човекот. Но за да се стигне до тоа, човекот треба навистина да се искали себе си преку трпење на искушенијата. И ни вели, овој пример ни покажува дека ние кога сме во искушение, може да ни е тешко.
Меѓутоа ангелите и Божјата помош е близу до нас. Кога ќе упоминеме искушението, Божјата помош, односно ангелското служење, по преносна смисла, ќе го видиме со тоа што ќе добиеме утеха од божествени размислувања, умиление, духовна наслада, трпение. Затоа што кога човек е во некој искушение, може од внатре да не чувствува подкрепа Божја. Може од внатре да не чувствува ниту умиление, ниту духовна радост, ниту ништо. И се вика зошто го трпам. Но ако го истрпи тоа и се покаже победник над искушенијата, тогаш ќе дојде времето за тие духовни наслади. И тоа ни го кажа Свети Серафим Саровски. Тоа да ни биде за нас една поука за охрабрување. Кога ќе се најдеме во некој искушение, ќе кажеме не можам веќе да истрпам, ќе поткликнаме од искушение, да знаеме дека Господ тоа го допушта, не за да ние се скршиме, туку за да победиме, да покажеме победници. И ако го надминеме тоа искушение, тогаш ќе додат тие духовни задоволства, умиление, божествени размислувања, она што претходно кај толкувачите беше наречено радост, она што е и на стварно дело, она што е по име и на стварно дело радост. Значи ова е една голема полука за нас, да знаеме дека кога Господ бил искушуван, и ние сме должни да бидеме искушувани, и знаеме дека можеме да ги победиме искушенијата, затоа што Господ ги победи овие искушенија како човек, а не како Бог. Значи не затоа што е Бог победи, туку затоа што и човекот може да победи. Јас толку ме спремнам за овој пат, а ви може да ми кажете дали нешто сакате да додајате или да прашате, или има нешто што е нејасно односно што го збори. Добро, во тој случај ќе стеме тропот на Свети апостол. Мати ќе завршиме. Усердно од митници с вашему Владице Христу, јавошу се на земли человеком на благост. Тому последовав апостол избрани јавил сјајси и благовестник Евангелија, вселени велегласен се го ради чтим честную памет Твою. На те благоглаголиве, моли милостиваго Бога, да грехов оставление подаз душам нашим. Слава Отцу, Сину, Светому Духу, и ныне присно во веки веков. Амин. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Христос, истини Бог наш, молитвам Светого апостола Матеј се сетих да помилуј и спаси на секој един благи човек, любец. Амин.